Хилари Клинтон влезе во историјата со тоа што стана прва жена председателски кандидат, момент за кој демократите се надеваат дека ќе ја обедини нивната партија во трката до Белата куќа. Во исто време во Соединетите држави се зголемуваат сомневањата дека во овие председателски избори се мешала и Русија. На конвенцијата на Американската демократска партија и официјално Хилари Клинтон е номинирана за председателски кандидат. Поранешниот американски председател Бил Клинтон ги повика демократите и американската јавност да гласаат за неговата сопруга Хилари во ноември, велејќи дека таа ќе ги направи Соединетите држави да бидат посилна и подобра држава. You nominated the real one. And she is still the best darn change maker I have ever known. Во гласањето Хилари доби 2383 гласа од над 4700 делегати на конвенцијата која се одржува во Филаделфија. Како што го надмина неопходниот праг за номинација, незиниот партиски ривал Берни Сандерс побара од делегатите номинацијата на Клинтон да биде прифатена со акламација, односно да не продолжи на тамошното поединечно гласање на делегатите. Тоа беше прифатено од нив. Во исто време пред арената, каде што се одржува конвенцијата, илјадници поддржувачи на Сандерс протестираа носејќи транспаренти "Нема правда, нема мир" и извикувајќи "Ова ли е демократија?". Ова дојде како реакција и на протекувањето на илјадници мејлови од Демократскиот национален комитет, кои покажа дека партиските лидери ја фаворизирале Хилари Клинтон на сметка на незиниот партиски ривал за председателската кандидатура Берни Сандерс. Федералното истражно биро веќе покрена истрага за оваа афера, а некои сметаат дека во ова е вмешана и Русија со цел да влијае во корист на републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп. Во вторникот, американскиот председател Барак Обама во интервју за NBC News изјави дека е можно Русија да стои зад големото протекување на мејлови од Демократската партија со цел да влијае врз председателските избори. Се е можно. Знам дека експертите тоа им го препишуваат на русите. Знам и дека русите ги хакираат нашите системи, не само владините, туку и приватните, рече тој. Обама забележа дека Трамп постојано, како што рече, изразува восхит спрема рускиот председател Владимир Путин и оти сака потесно да се работува со Русија во решавањето на глобалните проблеми, како борбата против групата Исламска држава. Ова го базирам врз она што го вели самиот Трамп и мислам дека Трамп доби добра покриеност во Русија, изјави Обама. Со веќе обезбедена кандидатура по партиската битка, Хилари Клинтон веќе тргна во многу потешката борба за Белата куќа. Таа жестоко ја нападна надворешната политика на Трамп, особено неговите последни коментари дека доколку стане председател, Соединетите држави нема автоматски да ги бранат сојузниците во НАТО. Како и да е, последните анкети покажуваат дека Трамп води пред Клинтон за 2 процентни поена.